вака од аспект на пратеник и или во поранешниот состав на Собранието на Република Македонија и сега како актуелен пратеник може да се забележи една сериозна некоректност, во најмала рака кажано, односно неконзистентност на ставовите на Социјалдемократскиот сојуз што се однесуваат во делот и на економијата и на задолжувањето. Реториката предизборна на Социјалдемократскиот сојуз, посебно во Собранието, па и надвор од Собранието, беше дека Република Македонија или претходната влада се задолжува и затоа може да се градат патишта, автопатишта, да се реновираат училишта, да се градат нови училишта, нови здравствени домови. Сега гледаме една сосема спротивна ситуација, кога тие се на власт, не само што се задолжуваат, туку енормно се задолжуваат, но нема нови инвестиции, нема нови почетоци на градење на патишта, на автопатишта, дури во делот на образованието, во тој инфраструктурен дел намалија дури 21 милион евра за инфраструктурни проекти во образованието. Тука се работи за почеток на нови училишни згради, изградба, реконструкција на училиштата, санирање на одредени проблеми во училишните згради и навистина зборува за една крајна некоректност и неконзистентност во нивните ставови. Сигурно дека владите на ВМРО ДПМН се задолжувале во просек толку колку што и западноевропските држави или регионалните или држави околу нас, но од сите тие задолжувања бенефит имале граѓаните на Република Македонија. Се граделе нови автопатишта како никогаш до сега, се граделе магистрални пратишта, се градеа и се уште се во тек, само што сега оваа влада ги прекинува. Над 400 училишта, основни и средни, се реновирани во Република Македонија и тоа во голем дел темелна реконструкција. Училишта што не биле реновирани, реконструирани можеби 40 години. Имаме над 70 нови училишни згради, тоа се нови училишта направено во овие 10 години кога на власт е ВМРО ДПМН или беше на власт ВМРО ДПМН. Над 150 милиони евра, евра потрошени во набавка на нова медицинска опрема и така натаму. Па и овие субвенции што се дава во одредени проекти со кои што се стимулираше вработувањето во Република Македонија како рак рана, нели овие 27 години во независност на Република Македонија најголем проблем во тој економско-финансиски дел беше невработеноста. Владите на ВМРО ДПМН правеа се, апсолутно се, со сите можни субвенционирања да таа невработеност се намали. Зошто? За да граѓаните на Република Македонија бидат во што поголем дел вработени. Вработеноста, според мое лично мислење, а и според мислење на стручната јавност, е еден од најгорливите проблеми во економијата на Република Македонија, па и во секое семејство. Знаеме што значи и како размислува еден вработен граѓанин на една држава и што значи еден невработен. Така да во овој дел, како што кажа и колегата Делев, се задолжи државата само за 3 месеци, речиси 3 месеци, точно 3 месеци до денес, околу пола милиарда евра, но што е најтрагично од сето тоа, парите ги нема. Значи, граѓаните не чувствуваат апсолутно никаков бенефит од оваа работа. Гледаме по најновите статистики, индустријското производство паѓа просечната плата и така натаму, и уште во наредниот период јас сум убеден дека овие работи, тоа не е добро за нас како граѓани на Република Македонија, но сите индици водат кон еден негативен тренд на сите економско-финансиски показатели. Да не зборувам за нови инвестиции кои што се двигател на секоја, кои што ги нема и кои што апсолутно ги нема. Значи тие се двигател на секоја економија и ако сакаме економски раст, мораме да се бориме за нови инвестиции. Не само што нема, туку нема ни најава дека ќе се почне да се бараат или да се разговара со некои потенцијални нови инвеститори, како домашни, така и странски. Значи, пред неколку дена, еден куриозитет, значи го слушав председателот на соседна Србија, господинот Вучич, кој во интервјуто како посебна точка, односно најбитна точка од неговото интервју, кога зборуваше за општо политичките ситуации во Република Србија и во регионот, кажа дека со посебно задоволство дека во најава во градот Краљево се 2 нови странски инвестиции. Ние вакви инвестиции во Република Македонија овие 3 месеци не слушнавме ни и од инвестиции. Така да, тоа е еден загрижувачки факт и под превезот дури уште позагрижувачки ова, дека ќе се изравнат условите за инвестирање на странските и домашните инвеститори. Јас сум убеден
дај Боже тоа да не се случи. Тие бе секогаш изравнети. Да, тие се секогаш изравнети, но тоа е превезот сега дека се изравнуваат условите. Верувам дека голем број од тие странски инвеститори потенцијални кои што сериозно размислуваат да инвестираат во Република Македонија, веќе по најновите информации се размислуваат за таа работа и голем дел од нив веќе носат одлуки да ги сменат дестинациите наместо Република Македонија, тоа да бидат некои држави од регионот, и тоа е сериозно загрижувачка работа и граѓаните на Република Македонија, можеби не моментално сега, во овој период, но нели во еден догледен период ќе ги почувствуваат сите негативности од еден таков тренд. Не само што нема да има странски инвестиции, тоа повлекува да нема и домашни инвеститори, и со тоа нормално стапката на невработеност наместо да оди надолу, можеби да биде на статус кво или да биде зголемена, кое што во претходните 10 години во ниту еден квартал годишен не беше забележана стапка на невработеност поголема таа што била претходна. И тој тренд, јас навистина не знам од кои причини Социјалдемократскиот сојуз нити се плаши, нити се срами пред граѓаните на Република Македонија да го истакнуваат, да ги промовираат тие негативни мерки кои што не се во корист на раст на економијата, особено за пат на невработеноста. Според мене, според моје лично убедување, невработеноста е рак рана на граѓаните на Република Македонија, на македонската економија овие 27 години, затоа владите на ВМРО ДПМН секогаш посветува најсериозно внимание, имаше еден таргет невработеноста како проблем број 1 во Република Македонија, и затоа се направија сите напори да што поголем број инвеститори дојдат и инвестираат во Република Македонија, отворат што поголем број работни места, бидејќи онаа флоскула дека се мали платите во тие странски инвестиции, ние не велиме дека се големи тие плати, но не знам друга, јас не сум економист, не знам, но сепак можеме сите ние логично да размислуваме како би ги зголемиле платите во некои приватни инвестиции, особено странски, ако нема конкуренција на пазарот и на работната рака. Така да, многу работи кои што ги кажаа пред изборите, СДС сега тоа им се враќа како бумеранг, и во многу нивни ветувања можеме само да кажеме, или граѓаните сигурно се веќе уверуваат во тие работи дека едно е СДС кога ветува и една е риториката на СДС пред избори, а сосема друга е кога ќе дојдат на власт, и покрај тоа што граѓаните не и дале легитимитет тие да владеат по оние околности кои што ги знаеме сите, што се случува оваа година во Република Македонија, ја зграбија, така речено, власта, ја практицираат власт, и можеме да видиме само негативни трендови во сите сфери на живење во Република Македонија.